Златко Тренчевски е роден во Скопје, пораснал и живее во населба Железара Газибаба. Како млад човек се занимавал со спорт, но поради студиите престанал активно да се занимава со кошарката. Дипломирал на Технолошко-металуршкиот факултет Скопје и се стекнал со звање дипломиран металуршки инженер. Во својата богата кариера бил на неколку раководни позиции, а исто така долго време бил управител. Во својата богата кариера бил на неколку раководни позиции, а исто така долго време бил управител на сопствена фирма. Има искуство и во меѓународни големи компании, како Амазон и Кромбер и Шубер, а во последната и раководител на тим за контрола на квалитет. Не бил член на ниедна политичка партија, освен од пред година и пол на Левица, во која ги препознал идеите и визијата за социјална правда и хумано општество. Со својата кандидатура сака да покаже дека за се она што се борел во животот е остварливо и применливо, а треба само знаење и честност. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате од граѓаните? Левица многу пати во собранието и во советите каде што имаме своји представници докажа дека е на страната на обичниот граѓанин, а обичните граѓани се мнозинство наспроти олигарсите кои се финансиери на двете партии кои не водеа досега. Затоа јас се барам поддршката од граѓаните. Ако честноста е синоним за левица, тогаш сум сигурен дека честноста ќе се преслика и на локално ниво. Каква ќе биде вашата кампања? Идеолошки мојата кампања ќе се разликува од другите кандидати, со оглед на тоа што во мојата програма има конкретни мерки и активности со конкретни чекори како да станеме цивилизирано општество. Не ветувам брда и долини, меѓутоа тоа што ветувам во мојата програма е реално остварливо. Меѓутоа верувајте дека тоа ќе биде многу повеќе од тоа што е сторено досега, а е ветено многу. Што се однесува до техничкиот дел од мојата кампања, таа ќе биде скромна, единствени средства ни се чланарината и сопствени средства, што би се рекло само финансирање. Претежно кампањата ќе водиме преку социјалните мрежи и преку директен контакт со граѓаните. Ќе немаме скапи митинзи, скапи пиар агенции кои ќе стојат пред нас. Нашата борба е против корупцијата, против непотизмот, сите негативни работи во општеството ќе сакаме да ги отстраниме. Која е првата работа што планирате да ја направите откако ќе бидете избран за градоначелник? Првата работа што треба да се направи во општината, а за која е ветувано многу пати досега, не е сторено ништо, тоа е проблемот со аерозагадувањето и дивите депони. Во мојата програма постојат конкретни чекори, мерки како да се справиме со овој проблем. Дивите депони мора потхитно да бидат затворени. Поставување на мониторинг термални камери со 24 часовен надзор. Изготвување на стручна студија за нивна санација и комплетно позеленување. Во мојата програма постои ставка за одреден мораториум на одредено време за продажба на државно земјиште за изградба на стамбени комплекси. Единствено што ќе се гради во општината ќе бидат градби од јавен интерес, како што се училишта, градинки, спортски терени, културни установи и така натака. На што се однесува вашата најголема забелешка на работата на досегашниот градоначелник на општината? Не сакам многу да го критикувам актуелниот градоначелник, тој со својата работа или неработа говори сам за себе. Меѓутоа, настрана од сите тендер афери кои се јавна тајна, не можам да се значудам како не е сторено ништо во однос на аерозагадувањето во општината. А е толку многу ветувано и апелирано пред 4 години, посебно Вардариште, за кој постои видеозапис дека во неговиот мандат ќе биде комплетно затворено и ќе биде претворено во зелена површина, во спортско-рекреативен центар. Несватливо ми е за време на еколошка катастрофа да се организираат концерти, да се повикуваат странски пејачи
за кои се плаќаат толку многу хонорари, а да нема пари да се среди акутен проблем. Погледнете ги социјалните мрежи. Граѓаните се бесни. Не само што критикуваат сега, него бараат и одговорност. Па не можеш толку многу да лажеш дека странски служби ни ги прават сите овие проблеми, а ти со прст да не мрнеш да ги решиш истите. Кои конкретни мерки ги планирате за младите во општината со цел на нивно задржување, да не заминуваат ниту од општината, ниту од државата? Младите не си одат, ние ги бркаме. Ние комплетно заборавивме на младите, а младите се нашата иднина. Во мојата програма имам посебен акцент ставено за младите. Има многу планови за нив, ќе спомнам некои. Погледнете ги нашите училишни спортски терени. Тие се празни или полупразни. Спортската култура кај младите е загрижувачка. Затоа ние ќе ги поддржиме сите спортски клубови кои се наоѓаат на територија на Газибаба, почнувајќи од училишните па се до активните. Ќе ги поддржиме и финансираме сите студенти од социјалните семејства во нивната партиципација за плаќање на школарина. Ќе поддржиме сите талентирани студенти. Ќе поддржиме сите млади кои сакаат да отворат свој собствен бизнис на нашата територија. Ќе организираме семинари и предавања на кои ќе поканеме тренери и предавачи, на кои младите ќе можат бесплатно да учествуваат, каде ќе добијат дополнителен мотивацијски импулс за остварување на нивните идеи. Скоро во сите општини граѓаните се жалат од нехигиената во внатрешните делови, кои што се пак одговорност на општината. Дали имате конкретни мерки како на вашите сограѓани ќе им обезбедите почиста и поздрава животна средина? Проблемот со нехигиената во општината ќе решиме со функционално комунално предпријатие, кој независно од градската управа ќе може да се справи со сите предизвици кои се наоѓаат на нејзина територија. Сите граѓани во општината ќе добијат квалитетни комунални услуги, како што се собирање на смет, чистење на улици, улично осветлување, промена на улично осветлување кој сега го работи надворешна фирма, а занаечиски услуги. Сите овие работи ќе ги работат нашите служби, ќе бидат финансирани од наши средства и ќе бидат сработени од наши луѓе, претежно млади луѓе. Сите овие работи, што и кажувам, се реално остварливи и се возможни. Ќе иницираме студија за селектирање на отпадот во Газибаба. Нема да биде срамота да учиме од поразвиените и сите добри идеи да ги примениме тука. Сите овие работи се возможни и остварливи. До одговори се доаѓа со поставување на вистинските прашања. Јас прашувам, дали сите овие проблеми кои ги имаме сега може да ги решат тие што ги создале? Одговорот ќе одадат граѓаните.